Денеска во центарот на Пешчево проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, спроведуван од Милиеу Контакт Македонија, започна со реализација на втората проект кампања за подигнување на јавната свест и поддршка во борбата против климатските промени под мотото "Климата се менува, од нас зависи". Кампањата насочена кон целокупната локална јавност се спроведува преку еднодневни настани во општините Студеничани, Пешчево, Делчево, Виница, Богданци, Кривогаштани, Прилеп, Боговење, Маврово и Ростуше и Теарце и трае до 22 октомври. На настаните посетителите преку едукативни материјали, брошури и дискусии одблизу се запознаваат со климатските промени, нивните негативни ефекти врз животната средина, како и начините за нивно ублажување и адаптација кон истите преку промени во секојдневните навики на секој поединец. Со пораката, предизвиците од климатските промени се најголема закана за нашата планета и иднината на нашите генерации. На програмата се филмски проекции, презентации и дебати низ локалните средини, училишта преку кои ќе се поттикнуваат граѓаните ефективно да действуваат во борбата против климатските промени и поттикнувањето на одржливиот развој на локално ниво. Дополнително, во секој од општините за прв пат ќе биде промовирана и најактуелната иновација која победи на годишниот надпревар за борба против климатските промени и поттикнување на урбаната отпорност, пак од тебе зависи, организиран од УСАИД и UNDP. Се работи за Ребот, паметна машина која селектира отпад од пластика и алуминиум во супермаркети. Вториот настан на "Климата се менува, од нас зависи" е закажан за 21 септември во Виница. Америка преку УСАИД има инвестирано преку $500 милиони во Македонија од 1993 година наваму. УСАИД работи со луѓето во Македонија на создавањето работни места, развивање демократски институции и практики, подобрување на интегрираното образование и подготвување на учениците за работна сила. Овие иницијативи го подобруваат квалитетот на животот и ја поддржуваат транзицијата на Македонија кон стабилна и просперитетна демократија.